Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Заедницата има многу лица. Е нова рубрика на ТВМ телевизија во која што сакаме да ја запознаеме јавноста со потребите и предизвиците, проблемите на одредени категории на граѓани во нашата заедница. Ќе посветиме неколку дебатни емисии, ќе изработиме повеќе кратки видеа за различни категории, односно за повозрастната популација, за лицата над 65 години, се извинувам, за младите, но и за жените. Нашата прва емисија од оваа рубрика ја посветуваме на старите лица. А наши и ваши гости се Васил Марковски, председател на Сдруженијето на пензионери од Охрид и Рибарца, Љупчо Милковски, волонтер од програмата за грижа на стари лица Најде време при Црвениот крст од Охрид, и Перчо Божиновски, председателот на Советот на општина Охрид и заменик градоначалник. Добар ви ден на тројцата, ви благодарам на издвоеното време. Нашиот разговор ќе го започнеме со председателот на Сдруженијето на пензионери Васил. Како функционира Сдруженијето, колку членови броите? Прво да ја запознаеме јавноста. Сдруженијето на пензионери Охрид и Рибарца функционира по Законот за Сдруженија на граѓани, како правно лице, посебно како правно лице. Оваа година одбележуваме 74 години од своето постоење, од своето формирање. Навистина бројка за почит. Да. Во Сдруженијето членуваат 11.670. Предходниот месец, таа бројка се менува секој месец, 11.670 пензионери. Тоа се пензионери старосни и семејни пензионери. Посебно има Сдружение за инвалидите. Тоа не е во нашиот состав. Функционираме така што сме поделени на 21 месен одбор. Имаме органи на Сдруженијето, собрание на Сдруженијето, 31 член, извршен одбор, 11 членови, статутарна комисија, надзорен одбор и комисии, 11 комисии од разни области кои ни помагаат во работењето. И имаме одбори, местни одбори, и сите местни одбори си имаат своји органи. Тоа е како одбор на месен одбор и сите активности ги обавуваме преку нив. Така. По сите теркови законски и прописи. Да. Така. Милковски, од кога сте волонтер во Црвениот крст и кажете ни како минува еден ден? Да, како минува еден ден, да. Значи, во Црвениот крст, волонтер сум и пред тоа, ама во Црвениот програма, во Црвениот крст од далечната 1973 година. Тоа значи дека сум и во години, нели? Така. Ако дека се множат. Овој месец правам 68 години, а волонтер сум, некаде повеќе од 51-2 години. Во Црвениот крст, а и пред тоа како уште помлад од тие години. Така. Значи, волонтерството е безгранично, нема граници. Значи, од најмладите до највозрастните, и тоа е таа линија што не следи, и во ова што сега го правиме на волонтерски план, затоа што пак и волонтер не се станува преку ноќ. Сега, утре, јас ќе бидам волонтер. Значи, треба да се гради. Да се гради, треба да се почне, треба да се почувствува, треба да се осетат тие меѓусебни давања, добивања и така натаму, затоа што волонтерот дава многу, но секогаш и во целиот тој збир на давања и добива нешто. Така и во овој случај сега. Во Црвениот крст Охрид. Така. Јас сум ги поминал и уште сум на одредени функции во Црвениот крст на Македонија, во некои комисиски тела кои ги водам, во делот на дисеминација меѓународно хуманитарно право. Но овдека еден од од програмските активности, бидејќи Црвен крст Охрид, да го пофалам, има многу убави, успешни програми и програмски активности, но и една од нив која си ја рачунам за една многу успешна, тоа е програмата Грижа за стари лица и насловена како
најди време, затоа што секогаш и во секои услови Може и во да се годините најде време. кои се и после 60 и после 65 година, секогаш може и треба да се најде време. Така. Ние зошто го најдовме ова време во оваа програма? Прво се обезбедени соодветни и добри услови во ангажманот и во самите статутарни определби, ангажмани на Црвениот крст, но и како засебен дел, ние и пред да ја почнеме оваа програма од 2015 година, веќе е 8 година како ја негуваме како програма, и пред тоа сме имали некои ангажирање на овој план, но посебен дел, значи се лица кои што се над 65 години, односно 65 и над 65 години, и особено во тој дел лица кои што се осамени или се чувствуваат осамени, и еден дел на лица кои што бараат соодветен ангажман пред се на волонтерски план. Така. Ние сме една специфика во Македонија, можеби и надвор, каде што старите лица, волонтери, даваат Тие се помош тие, на така, други кои што на ја кои им даваат треба помош, соодветна помош, а Навистина тука одлично. заеднички активитети имаме со Сдружение на пензионери, Така. каде што имаме координирани активности, Така. особено и во самите програмски активности, но и во делот на детектирање, на фиксирање, на изнаоѓање на луѓе на кои им треба вистинска помош. Таа бројка е некаде од 60 до 70 до 75 на лица на кои се дава директна помош, и тоа, значи, задолжително еднаш неделно, и тоа е методолошки секој понеделник во 10 саато, значи секој што е оперативен волонтер мора да контактира, да комуницира со лицето кое го има. помош. Значи, да го праша како е, треба нешто, што треба. Да, некогаш еден Иначе, разговор е важен. во едукативниот и обуката, секој волонтер има и соодветна обука. Така. Ке зборуваме понатака и за комуникацијата тоа. со лицето. Така, ке Еве, зборуваме. ајде, од прилика тоа би било тоа Така, што за го правиме во првото Охрид, но и прашање. за Дебарца. Така, знам. Како Сдружението во е заедно. урбаниот, така и во рурален дел. Јасно. Така. Божиновски, какви мерки презема општина Охрид за подобрување на квалитетот на животот на пензионерите? Дали имаме некои мерки кои што се преземаат од страна на општината? Секој човек во својот период од животот треба да има квалитетни услови за живење, без разлика нели во кои години се наоѓа. Тука би направил една паралела во однос на една и загадка која што му била поставена на самиот Едип, што е тоа што оди наутро на 4, напладне на 2, а навечер на 3 нодзе. Тоа е загадката од свингата. Единствен човек кој што е одговорил тоа е Едип, а одговорот на загадката бил човек. Зошто наутро на 4? Затоа што тогаш кога е во периодот на младите години како бебе, зошто на 2 напладне, периодот кога е нели во она младост и кога оди на 2 нодзе, и зошто на 3 онај период од зрелите возрастни години каде што поддршка му е потребна. Така што секогаш човекот има потреба во сите овие 3 периоди од животот, и генерално како општина Охрид се трудиме, можеби не конкретно во одредена програма, бидејќи такви ни се подпрограмите во општината, меѓутоа во оние подпрограми, одделни кои што ги имаме во различни делови од Советот на општина Охрид и оние кои што ни се во наша надлежност, да ги вклучиме сите оние мерки и можности кои што се потребни за подобрување нели на животот на пензионерите.
Тука би било во делот во социјална и здравствена заштита програмата, потоа програмата каде што ги имаме невладините организации и здруженијата за поддршка, оние јавни повици кои што ги објавуваме за различни ангажмани, субвенционирање на повици, деловите за комунални услуги, така што оние мерки кои што повторно ќе напоменам, ние ги имаме конкретно како како посебна програма, меѓутоа распределени во подпрограми во организацијата, во различни сектори, во рамките на општинската администрација. ТВМ телевизија за потребите на проектот Заедницата има многу лица изработи една анкета во која што сакавме да ги слушнеме гласот на оваа категорија граѓани на 65 лица на повозрастната популација, и од она што може да заклучиме од таа анкета е дека главни се два приоритети, односно две барања имаат повозрастната популација во Охрид, а тоа е изградба на старички дом и подобри пензии. Марковски, свесни сме дека во оваа криза огромен број, за жал, од пензионерите живее со доста ниски примања, оние најниски примања и пензии од 13.000 денари. Колку имаме такви во здруженијето, ете еден дел за тоа, и дали им се пружа некаква помош на тие луѓе од страна на здруженијето? Да ги опфатиме овие два приоритети на пензионерите би сакала во овој дел. Што е потребно за еден нормален живот на секој пензионер, на еден човек, посебно на секој пензионер? Пред се да има решено стамбено прашање, да има пристојна пензија која ќе обезбеди да ги покрие сите своји потреби, да има добро здравје и активно старење. Ние како здружение, за жал, овдека не како здружение, како општина не располагаме со старски дом, за да бидат згрижени луѓето кои го немаат решено стамбено прашање, меѓутоа и стамбено прашање да го имаат решено, некогаш е потребна нега, некогаш е потребна нега, е потребно да бидат сместени во старските домови. Во изградба е старскиот дом во Охрид, меѓутоа има и друг проблем тука, колку луѓе ќе можат да ги користат тие услуги. Со овие пензии што ги имаме, ние како граѓани на Македонија, скоро 99% не може да ги користат тие услуги, затоа што тие услуги се многу повисоки од највисоката пензија. Така да, сега во овој смисол ние ја поздравуваме одлуката на владата за линеарно зголемување на пензиите од 5000 денари, затоа што тоа линеарно зголемување на некој начин ќе ја покрене минималната пензија на едно повисоко ниво, за да може колку толку пензионерите да ги задоволат своите потреби. Меѓутоа, потребно ќе биде уште повеќе, затоа што половината од пензионерите може да повеќе се и во таа категорија. Во таа категорија со најниски пензии. Тоа е страшно. Ние како здружение на пензионери настојуваме да тие што се во најлоши услови, а тоа го правим преку местните одбори, за време на великденски, рамазански празници им доделуваме коментарни пакети со одредени производи потребни за тој период. Други некои, да речем, хуманитарни вака од време на време се организираат стриктно, за одредени личности. Го посетуваме и гериатриското оделение, таму им доделуваме на старите лица одредени производи кои им се потребни, а организираме разни активности за да му го подобриме животот на пензионерите, да имат активно старење. После ова, затоа за активностите малце повесела тема после ова. Милковски, за вас истото прашање. Значи, може да заклучиме дека денес пензионерите живеат едноставно на работна сиромаштија. Ако слушнеме дека 90% се на минимална пензија, тоа само по себе ни го говори тоа. Јас можам да се пофалам сега, бидејќи уште пред 2 години трае и претходно истражување, кога ние покренуваме иницијатива и како програма, и како Тревекрас, и заедно координирано
со Сдружение на пензионери, а тука поддршката секогаш си ја имаме на локална самоуправа. Така. Бидејќи сме препознатливи веќе и нема некој настан културолошки, не поминува кога групата не е поканета, или секогаш е поканета на тие настани. Така. Секогаш одиме таму и делот на библиотека, на дом на култура и така натаму. Така да веќе како препознаено, а овдека кога говориме за потребата од дом за стари лица, ова морам да го кажам дека ние практично немаме дом. И тој што се гради, значи ние право има две категории на домови и според законските основи. Значи имаме домови кои што ќе ги поддржи и се државни, значи, и имаме кои што се приватни. Нас не треба таков Но, поддршка од критериумите државата, за бидејќи во домот, таков дом ќе може да се сместат луѓе. Нормално тие. Но она што го кажа и Васко, значи најголемиот дел на пензионери не можат да си го дозволат Приватен. приватен, значи не можат. Ако државата не се вклучи, значи со дел Субвенции. Значи има начини, и тука субвенции, веднаш би дел ја да се спомнал, покрива. ние ја спомнуваме во материјали и сега имаме еден проектен дел, бидејќи и тука ги делиме два простора. Едниот е центар, дневен центар за престој на стари лица и пензионери, значи тука, односно над 65 години и тие што ќе сакаат, не само над 65, тие што ќе сакаат да бидат. И веќе тоа сме во една сериозна фаза да го завршиме тоа, да го отвориме тоа и веројатно ќе одиме и на барање на лиценцирање, ќе аплицираме за преку Министерството за труд и социјална политика да се добие тоа и да почне и во Охрид еден активен дневен центар за стари За лица, а дружба, ние за- веќе како пилот програмски дел го правиме веќе тоа. Одлично. Работиме на тоа, тука се вклучуваат и од програмата се вклучуваат и дел на пензионери и мислам дека оваа година и до крајот заедно ќе тече и апликацијата и се надевам дека од почетокот значи на следната година, јануари, дека барем дневниот центар, не говорам сега за домот за стари лица, Да, тука јасно. ќе ја бараме заедничката активност и активитет со локална самоуправа, партнер, нормално ние Сдруженијето, заедно на пензионери и заеднички да го направиме тоа, за да направиме дом за стари лица кој што ќе одговара на На можностите. потребите на населението И во тука сакам да ја регионот. спомнам да не и после можеби светот уште во 1948 година со носењето на декларација, универзалната декларација за правата на човекот, ги има спомнато токму во тој член 25 овие работи уште тогаш. Сиромаштија, невработеност и во тој дел се и старите лица. Значи, да не говориме и за една специфична, ајде да кажем и ранлива и така натаму, на која, како што Перчо го објасни на одреден начин тоа, во неговиот претходен говор, значи работиме и ќе продолжи таа активност и веќе сме на пат тоа да го направиме долго. Така, Божиновски се гради старечкиот дом и при крај оној кој што ќе го има Охрид. Но ете, сите сме свесни дека сместувањето таму, значи поголемиот дел од лицата од нашиот регион едноставно ќе не имаат финансиски средства за да се сместат таму. Дали се размислува за некаква барање помош како локална самоуправа, секако дека немате ниту такви финансиски можности, меѓутоа дали ќе се бара поддршка од државата за да може да се дозволи во некои делови од тој дом да се адаптабилни, да се адаптирани, да може да се сместуваат и овие лица. Уште на почетокот кажав со самата таа, да речам, децентрализација, но не целосна децентрализација. Некои ингеренции се уште остануваат на државната власт, да речам, а конкретно дури повеќето, барем јас така мислам, повеќето и барања и проблеми кои што ги имаат пензионерите се работи кои што
и ние како локална власт и локална самоуправа би зависеле од одредени министерства. Апсолутно. И без нивната помош од тие министерства и од централниот буџет И финансиска, а најголем проблем е финансискиот дел. Тешко дека како општина ние сами би изградиле еден таков дом за стари лица и мислам дека во меѓусебните разговори и во се на сите ни е јасно дека самата општина тоа не може да го направи, меѓутоа во еден диалог, во еден разговор, во оние барања и работи кои што ние, а се надевам сега дека во овој период ќе бидат поинтензивни и ќе наидеме на поголема соработка, дали тоа ќе бидат покачувањата на пензиите, како што видовме линеарното сега во септември 2500, па потоа во март уште 2500 барање кое што беше барано на неколку пати ние како локална самоуправа и во разговори ги поддржавме тие барања. Факт е дека и тие средства не се толку доволни за да може и да се смести. Меѓутоа сепак ќе биде некаква помош. Како општина имаме еден дел кој што е во надлежности на Советот на општината Охрид. Тоа е делот на субвенции, каде што би можеле со одредена финансиска поддршка да им се помогне за одредени категории да може да обезбедиме, а за понатаму уште повеќе да ги усовршуваме условите за квалитетот на живење. Така. Во рамките на рубриката Заедницата има многу лица, ТВМ телевизија изработи 2 кратки видео стории посветени на лицата на 65 години. Во првата видео сторија наш соговорник е Ѓоко Симјановски, пензиониран електроинженер, сликар, фотограф, уредник во телевизија и радио емисии, режисер. Да ја погледнеме прво оваа видео сторија. Јас сум пензионер веќе долги години, негде околу 2-13, и навистина е прекрасно да се живее во Охрид. Кога си млад, мислиш дека нема да остариш, меѓутоа кога ќе остариш, ќе дојдеш во ситуација да видиш многу работи кои едноставно порано не си ги забележувал. Сето она што ќе го кажам и е всушност за доброто на Охрид. Има повеќе работи кои што едноставно мене како на пензионер ми недостасуваат. Станувам многу рано, во 6 часот, и цел ден ми е исполнет со разни активности. Возам велосипед, шетам низ градов, ги бележам сите убавини, ги ставам на социјалните мрежи, сакајќи при тоа едноставно ова убавина да им ја пренесам на сите оние кои што сакаат биле во Охрид или сакаат да дојдат во овој град. Летно време се одржуваат безброј манифестации, фестивали, концерти и така натаму и така натаму. Некои од нив манифестации едноставно можеби ни пречат со својата бука, со својата галама. Меѓутоа треба да се навикнеме. Ако во еден исти град имаме гостување на лени кравици,
и на Александра Пријовиќ, може да замислите каква се публика треба да се задоволи. Јас возам секојдневно велосипед. Во Охрид може би има најголем број на велосипедски патеки, но тие не се во функција за да може човек слободно да прошета низ градот. Скоро сите се узурпирани од возилата. И ако возиш од една дестинација до друга, ти всушност не возиш, туку скокаш препреки. Урбанистичкото живење во секој град подразбира во секоја стамбена единица да постои место во кое што ќе можат да живеат од најмладите до највозрасните. Најмладите да имаат едноставно игралишта, повозрасните да имаат место каде што можат навечер да се соберат со своите пријатели, да поразговараат околу убави нешта, а може би и околу некои неубави нешта, но тоа како веќе да го нема. Секоја педа слободна се користи за изградба на нов објект. И тоа за возрастни луѓе, како мене, например, представува на вистина тешкотија. Затоа, може би е добро, административците едноставно да им помагаат на повозрастните. Многу од нив велат, еве, овој документ можеш да го најдеш на интернет, или таа и таа страница. Меѓутоа, прашање е колку ние како такви владееме со такви алатки. Се занимавам со сликарство, член сум на фотоклуб, веќе 13 години, и во оваа прилика повторно ќе кажам една вистина, која вели дека и по 25 години фотоклубот нема своја просторија каде што може да ги прави своите активности. За жал, сите раководства кои што доаѓаат и одлучуваат за такво нешто само ветуваат, меѓутоа никогаш тоа не е остварено. Мене лично, например, ми фали време и многу пати се шегувам со колеги, да речам другари, кој има време да ми продаде, можам да му го купам. Од едноставна причина што јас сум мощно активен и порано во текот на работниот стаж, но би рекол сега и како пензионер. Најголем проблем е што нема старечки дом. Мислим дека тоа е нешто многу важно и потребно. А другото мое мислење е во однос на зголемувањето на пензиите, што се зголемува само процентуално, а не линеарно. Со тоа процентуално зголемување секогаш се прават све поголеми разлики меѓу пензионерите. Нажалост, најмладата и најстарата генерација се зафатени. Во Македонија проблем се градинките и старачките домови. Охрид се потребни, според мене, не еден старачки дом, него да има најмалку 4, според мене. Велики таква е состојбата, пензиите се преку 85% се мали пензии, цените знаеме како се, не може да се истера од први до први. Мали се пензиите, а таму багај скапо е да оиш во пензионерски дом да оиш во тоа. Така да прво пензиите да се зголеме за да може да платат. И желба моја и сигурно на многу пензионери е да имаат едно катче во градов
нека биде во ингеренција на општината, да има едно ресторанче, на кафетерија, се најди место кај се собираме. Наместо овака да шетаме од еден локал во друг, а сепак е скапо за пензионерите. Скапо, да. Кафе, тоа е овде да седниш на плоштата, е скапо. И затоа можеби општеството треба да превземе се што е во негова моќ и надлежност да им помага на тие осамени лица. Што се вели, нема кој да му отвори врата, нема кој да му подаде чаша вода. Ете, ја погледнавме оваа видеосторија и може и покрај тоа што Ѓоко е пензионер, тој има многу хобија, наоѓа слободно време за дружба со пријателите. На Фејсбук сега. Така е. Еве, еден од нивните предлози е дека недостига во градот каче, кафетерија под ингеренции на општината со пристапни цени каде што ќе се собираат пензионерите и меѓусебно ќе се дружат. Марковски, во минатото јас колку што се сеќавам во Сдруженијето на пензионери имаше едно такво бифе. Тоа не постои веќе, нема ли можност да се возобнови и така натака? Во рамките на Сдруженијето функционира и клуб на пензионери. Добро. Во клубот на пензионери порано и функционирал така како кафетерија, али за шах играње, да, за карти. Во тој период го имале и приватни луѓе, приватно го стопанисувале, биле други услови, меѓутоа со короната на некој начин пензионерите престанаа да идат во клубот, а клубот и сега функционира. Значи, од 10 сатот па некаде до 15 часот отворен е клубот и доаѓаат одреден број на пензионери, играат шах, може да играат домино, табла, имаме сите тие услови и поценивме дека не можеме да правиме такви кафе, да служиме пијалоци, затоа што тоа е поврзано со законски прописи, сметки, така да еден вработен многу кошта. Значи, ако имаме вработен за таа работа, многу кошта, затоа имаме пред клубот, имаме апарат за точење на кафе, може слободно да си точат кафе и тоа е ефтино, кафе сокој што има во апаратот. Меѓутоа, пензионериве со короната се одвикнаа од таа навика и јас ево ги повикувам. Клубот е отворен секој ден, може да дојде, да поигра шак, да поразговарат меѓусебно, не мора ништо ни да играат, може да се видат, да разговарат, да се подружат едноставно и денот да им помине ето така поактивно во разговор со другите пензионери, решавајќи одредени проблеми своји. Така. Што мислите вие, Милковски, за овој предлог на Симјановски? Овака, јас го слушнав така на вашата телевизија и нормално ми се допадна во рамки на се она што го правиме, како иницијативи, мислам дека е во ред што се појавија, ете, што вие излеговте, нема само истражувачка цел, но има и една димензија која повикува. Така. И тоа треба да го направиме и треба да влези во дневните активности веднаш. Така. Во дневна активност, а ова што тие го бараат веќе, ние го предвидуваме во дневниот центар. Во тој дневен центар кој што го најавивте. А каде ќе биде тој дневен центар? И такви активности ќе може да се напијат и за многу пониски цени, а веќе условите што ги предвидуваме сега се уште не можеме да, бидејќи кога ќе го отвориме ќе бидеме сигурни, но таму ќе има и такви услови, тоа ќе бидат, верувам, многу пониски тие цени и секој ќе си дозволи секогаш целодневно, но нема да биде само
можноста да се поразговара, тука ќе имаме и можности делчиња кои што ќе бидат за ракотворби, пишувања, поезии, библиотека и така натаму. Значи, има многу активности што ние и сега спроведовме едно истражување меѓу старите лица и да речам да 94 кома нешто посто тие го бараат тоа. Сите се за, нема никој што вика не, ние сакаме да излезиме, да дојдеме некаде и тоа сега што тие го бараат нормално тука треба заеднички, не само локална самоуправа, треба сите ние тоа заедно да помогнеме, да го направиме, да аплицираме. Значи, а тука ќе ја бараме таа помош што секогаш ја имаме од локална, сега тука мора да кажам. Така. И барем дневниот центар да почне. Затоа што јас знам дека брзаме, ние ова мора да го поврзаме не само со она што е потреба на старите лица. И не само Охрид мора да го гледаме и како туристички центар. Охрид мора да го гледаме, ние веќе во нашиот програмски активитет доаѓаат луѓе кои што доаѓаат тука на одмор или на повеќе месечен престой. И се преселуваат пензионерски денови. Ајде да се вклучиме, вика, во ваша и некои се вклучуваат. Апсолутно, тоа значи дека имаме и бенефит. Значи, ние веќе имаме и странци кои сакаат. Вика, дали има некоја можност, вика, да дојдиме, да седнеме. И дружба и се така. Тие можеби ќе дојдат и со внуци, и со внуки, и со млади, ама ако има нешто такво за избор, привлечно, бара. Така. Ајде да се дружиме, ајде да размениме и така натаму. Така. Перчо, дали општината има слух да поддржи на ваква иницијатива? Секогаш кога различните идеи доаѓаат изворно од она засегната група која што треба да го каже, се најидеалните, да речам, кои што нели понатаму треба да се дообработат заради институционалните евентуални пречки кои што би биле. Меѓутоа, затоа треба да се слушне гласот, да се каже што е она што најповеќе им треба најкорисно и да, се сложувам, треба едно такво пристапно катче каде што навистина и ќе си се дружат меѓусебно и ќе комуницираат, меѓутоа да не биде нели само такво дружење, туку да биде од делот на тој дел и од креативно дружење. Така, од креативен аспект да биде. Не им е интересно нормално на секојдневно живење во Охрид, посебено во летниот период каде што има повеќе гужви граѓани. Да, знаат, ама ето јас имам забележано нели и да би биле на тие места, тие го избираат онај или утрински термин или онај термин каде што помалку луѓе би биле помала бучава. Меѓутоа, да знаеме дека тоа не е изводливо секојдневно поради оние финансиски средства. Стоиме на располагање за една таква идеја и секако дека ја има поддршката. Сакам малку, извини. Ако не е проблем, да. Во нешто можеби ќе имаш и натаму прашање, ама да не ми избега од Ако. ова. Јас сакам да спомнам дека нели Обединетите нации во 1990 година во декември има донесено резолуција за старите лица и одбележување на ден на старите лица. И тоа е 1 октомври, нели, меѓународен ден на старите лица. И ние тука имаме, знаете какви добри препораки кои што треба ние, сакам да го вклучам и тој дел, дека и секоја година Обединетите нации во различен тематски дел го спуштаат тоа на ниво на сите држави и ние еве и таму како група го примаме тоа и ги спроведуваме дел на активности, а тука сакам да спомнам дека и ние како држава имаме национална стратегија за старите лица.
Така. Ајде сега да му дадеме простор на Марковски да ни каже дел од тие активности кои што ги спроведува Сдруженијето во насока на подобрување на квалитетот на животот на пензионерите. Најважна наша задача како Сдружение е да обезбедиме активно старење на пензионерите, да не се осеќаат запуштено, осамени, да избегнуваат таа осаменост, а таа осаменост ние ќе му ја овозможиме со тоа што ќе организираме разни активности на ниво на Сдружение, каде што можат да се вклучат пензионерите, барем еден ден во годината да се осеќаат добро. Така да, ние како Сдружение на пензионери во овој смисол имаме организирано и секоја година организираме дочек на нова година. Ние на тој дочек ги покриваме трошоците за превоз и организацијата на дочекот. Има голем интерес од пензионерите и дури од келнерите, кај што присуствуваме, кај што се обавува тој дочек. Имаме вака размислувања нивни и укажувања дека пензионерите се највеселите луѓе, најразиграни, најраспеани, дури викат повесели се и од свадба. На овие веселби за дочеци што ги правиме за 8 март исто така, пензионерите се многу весели и се чувствуваат добро и тоа го паметат во текот на годината. На ниво на Сдружение имаме културно-уметничко друштво КУД, во кое членуваат 30 пензионери, учествуваме на разни фестивали, а најважни ни се ревиите кои ги организира Сојузот на Сдружение на пензионери на Македонија, се организира регионална ревија и потоа првиот состав, првиот град од таа регионална ревија кој ќе биде најдобар учествува на државната ревија. Оваа година регионалната ревија се одржа во Лабуништа. Ние секогаш сме први на тие регионални реви, најдобри. Браво. Учествувавме и на државната ревија која се одржа во Скопје и таму постигнавме меѓу најдобрите сме, а секоја година од најдобриот од таа државна ревија учествува во Љубљана, а тоа е фестивал на ниво на Европа за луѓе од трето доба и таму тоа се организира на највисоко ниво со пречек на премиерот на Словенија, а ние пред неколку години бевме таму, учествувавме. Сега некако се оди да и другите здруженија без разлика можда на квалитетот учествуваат да го почувствуваат тоа. На ниво на спортски активности, исто така учествуваме со своја екипа на регионалните спортски активности и на државната активност, државната организација на спортски активности. Ова година спортските активности се одржаа во Вевчани. Освоивме од 22, да речам, спортски игри, ние освоивме 11 први места и тие кои ги освојат тие први места ќе учествуваат на државната спортска манифестација која оваа година ќе се одржи во Скопје на 10 септември и таму секогаш и таму постигнуваме добри резултати. Ако не сме први, сме меѓу првите. И тоа е пропратено и со медали и со финансиска помош. Најважна активност, да речам и најмасовна, се излетите кои ги правиме како здружение. И тоа им овозможуваме на сите пензионери кои ќе покажат желба за излет, а излетите ги правиме по однапред утврдени релации. Минатата година се одеше во Корча, Албанија и овде низ Македонија. И во Корча, Албанија, минатата година отидоа 1300 пензионери. Ние го плаќаме како здружение превозот и организацијата, а на тие патувања во организација се вклучуваат местните одбори, тие ги прават списоците, патувањето и ние тоа го овозможуваме, а ова година се патува така релациите се низ Македонија, Крушево, од другата страна манастир Бигорски, до Ваташа и Скопје Матка, и до овој момент
да, затоа што патувањата ги организираме во мај и јуни и септември, октомври заради временските услови и до овој момент полојната околу 600 пензионери веќе патуваа на тие излети. Друго, да речеме, од Организацијата на жени, во текот на годината и тие организираат одредени патувања до некаде. Исто ние како Сдружение се вклучуваме во организацијата во плаќање на превозот и тие исто така се фала дека добро поминуваат како жени. Така. Минатата година беа само до светинал, меѓутоа беа многу задоволни. Така и дружбата, прошетката, заедно ќе споделат моменти и ќе градат спомени. А Милковски, споменавте помош. Сега сакам да слушам како конкретно им помагате на старите лица. Рековте, некогаш и разговорот е доволен, меѓутоа некогаш потребно сигурно и физичка некаква помош. Не е само тоа. Тие тоа го очекуваат, постојано има, значи, покрај таа комуникација и знаат што треба и што може да се помогне. Значи, во тој дел, таа помош, покрај тој контакт, имаме и лични контакти, значи, на луѓето со нив. И во тој дел на активности што се спроведуваат како програмата за грижа за стари лица, така и делот на други програми во Црвениот крст, како што се младите, клубот на млади, но и професионалниот дел и вклученост на менеджментот на некое лице на кое му треба одредена помош и инцидентно, но и подолго време, например лекови, носење на лекови, храна и така натаму. Затоа што дел на лица кои што се во таа категорија на осамени, некои се добро ситуирани, но некои му треба и помош и социјална. Практично помош. И ние ги ослободуваме да го кажат тоа, дека им е потребно тоа. Така да соодветна таква помош ја добива и вклучување во одредени активности кои што ги имаме како програма. А тоа се одредени програмски поетски читања, културни посети, како што ги кажав, и посети во домовите кај нив за време на новогодишни, одредени други празници, божични и така натаму, така да тоа задолжително се спроведува и нивниот активитет е и заеднички. Значи, тие исто се сондира дали сакаат одење на одредени излети, отикања се тоа почесто. Може на тромесечие се прават, влегуваат во програмски дел. И можноста веќе е читање и на книги. Значи, ние сме поврзани проектно со библиотека, така да земаме книги, старите лица ја добиваат дома, книгата, читаат, ја враќаме и така натаму, така да, значи, тие дома го добиваат тоа и значи, имаме бројни активности кои што ги спроведуваме и дел од нив постојано се поканети. Чак и активности кои што се спроведуваат на ниво на Црвениот крст. Годишнини и така натаму, така да секогаш се присутни. Тука тие што можат да бидат присутни. Така. Божиновски, дали општината има некаква стратегија за инклузивност на повозрастната популација? Дали се размислува за такво нешто? Напоменав, оние програми кои што ги имаме, а се вклучени во отделните подпрограми, каде што ние даваме различна поддршка на ова група граѓани. Треба да се размисли и на тој дел, на оние програми кои што директно ќе ги засегнат и можеби ќе биде една, како што е, например, стратегија за туризам, стратегија за рурален туризам, стратегија за млади, да биде една стратегија. Ние имаме, нели, она што е
на државно Така. на државно ниво, меѓутоа и како општина, како локална самоуправа, знаејќи дека па некако и старосната граница нели ни се поместува на живење со 65, со луѓето, така, и во тој дел нели треба да размислуваме за одредени насоки кои што ќе бидат за подобрување на нели квалитетот на животот на пензионерите. Така. Одиме со втората видео сторија која што ја изработи ТВМ телевизија. Во неа ќе ја представиме Зори Илиевска, пензионирана банкарска службеничка, волонтерка исто така во програмата Загрижена старилица најди време при Црвен крст. Членка е исто така и на Сдруженијето на пензионери од Охрид. Зора своите пензионерски денови ги исполнува со рачна изработка на плетени кукли, чита книги, пешачи, се занимава со стрелаштво. Ајде да ја погледнеме оваа приказна. Има толку многу услови да пешачиш, да уживаш во природа. Околината ни е толку многу убава на секаде, значи. Климата е многу убава, погледот, езерото, планините. Сето тоа е да ти исполни душата со позитивна енергија. Често пати читам книга, се занимавам со плетење, почнав да се занимавам со плетење на различни фигури, кукли, животинчиња. Така се занимавам со тие рачни изработки. Ме исполнува, времето ми е мене исполнето. И се обраќам до сите пензионери, морате да си го организирате животот така како што вас ви угодува, ама не седете само дома. Излезете, градот ни е прекрасен. Макар до најблиската продавница да појдете, и тоа е излегување. Како да речам, тротоарите малце ни се падни стани, да речам. Нема доволно сенки, тоа е факт. Преголем број на коли паркирани по тротоарите, каде што не можеш да поминеш, па често пати ние пешаците мораме и по улица да поминеме за да избегнеме толку е тесен просторот што не можеш да поминеш по тротоарот. Бидејќи некои од дрвата почнаа да стареат и мораше да се исечат за да се обноват, нови да се стават. Значи пред тоа имавме толку убави сенки. Си одиш по тротоарот со уживање, можеби и коли имаше помал број во градов, па немаше толку многу паркирани, а сега немаме баш добри сенки. Да речеш, ќе одам до град или до пазар, па ајде оваа улица е повеќе под сенка, ќе стигнеш да не ти е премногу жешко. Разликата во мирниот и многу бучниот живот е преголем во Охрид. Заради тоа што во зима остануваме само граѓаните на градот и стварно е да уживаш секаде каде ќе тргнеш, а во лето, за жал, тоа е туризмот. Има премногу туристи, има премногу голема галама, премногу коли, да речеме, бучна музика од сите страни. Покрај што е жешко многу, имаме и немирно спиење заради бучавата. Па може би тука надлежните служби треба да превземат некои одредени мерки. Тука не би се мешала, јас сепак тие знаат како треба да се заштити населението во овој град за да има помирно лето. Со самото зголемување на туризмот се зголеми и градењето на згради
колку се потребни или непотребни не знам, и не се внимава воопшто на околината. Порано секоја зграда имаше свое дворно место и сето тоа беше со тревник, со дрва, со клупи, каде што децата можат да си трчаат, да си играат, дали криеница, брканица, што се имаше. Сега сето тоа го нема. Се е бетон. Значи каде да тргнеме, се е бетон. Децава едноставно немаат свој простор, а нормално и ние пензионерите, зашто сите баби, дедовци сакаме да ги гледаме внучињата пред нас како си играат. Оној наплатата е многу поедноставна, колку што гледам децата мои ја користат често пати, ама ние пензионерите малце потешко тоа можеме да го разбереме, да го сватиме некако. Навикнати сме се уште на тој стариот начин, да си одиш од шалтер на шалтер и да си ги заврши сите работи. Јас лично не се нервирам, не ми смета и 20 луѓе да има пред мене, зашто времето е мое, цел ден е мој. Многу потешко е за тие што физички не се активни, што имаат разни болести, па не можат толку долг ред да чекаат. Тука треба ние самите, граѓани, да им дозволиме да одат преку ред. Мислам дека може би треба да се зголеми бројот на шалтерски работници во сиве овие услужни фирми. Добар ден. Член сум во Црвениот крст во групата Најди време, која е формирана во 2015 година. Во неј се членуваат само пензионери од град Охрид, со цел стварно да најдеме време, да им помогнеме на тие што навистина се осамени, со повремени телефонски јавувања или ако треба нешто да им се достави, да им се најдеме. Имаме доста корисници, зашто повеќето стари лица во градов се останати сами. И може би затоа има потреба од еден пензионерски дом, каде што ќе можат сите да бидат згрижени, на тој начин ќе имаат и друштво, и лекарска контрола, и редовна исхрана, што е најбитното за да биде еден човек здрав. За жал тоа го немаме во Охрид. Мислам дека треба малце повеќе локалнава самоуправа да се заангажира. Имаме објекти, не дека немаме, само мала инвестиција да се реновираат и да се адаптираат за тие цели. Тука треба и владата, нормално Министерството за труд и социјала да се завземе. Тамо да одите кошарка, да правите на секој чекор грешки. Со струга или со струга? Покрај сите други проблеми на пензионерите во Охрид, ние овде вака бркаме еден друг проблем за да се реши на ниво на градов, не само за нас овде што сме, него за сите пензионери. Простор за дружење, за дневен престој на пензионери. Значи, имаат луѓе кои што немаат дома друштво со кого да разговараат. Немаат со кого да се видат, цел ден се дома. Еден сат можат тука да поминат, колку што сакат. Ке се видат со пријатели, со сите пензионери, ке разменат мислења. После тоа ние планираме организирање на предавања, здравствени предавања, некои курсеви имаме уметники ни предават за уметноста, ке викниме доктори да обработуваат теми што им треба на пензионерите за здравјето, ќе викниме улепшување на пензионерите, имаме школо во Емуц за фризери, па ќе направат фризурина. Има многу активности што можат да се активираат, ама ако имаме кадар, простор. Пензионерите во Охрид немаат ништо. Друго што е проблем, ниските пензии на пензионерите, затоа што стандардот на пензионерите треба да биде исто со работените лица. Затоа што, ако не исто, тогаш приближно, бидејќи и пензионерите имаат своји трошаци, плюс се способноста, работната способност се намалува и не може да остваруваат други дополнителни приходи.
Еве овде. Имаме групи за повеќе спортови. И имаме такмичење на општинско, па на регионално, па потоа одиме на републичко. Јас сум член во стрелачката група. Сега бевме во Вевчани на регионално такмичење, освоивме прво место и одиме на републичко во стрелаштво. Обично еднаш годишно се одржуваат тие надпревари и вежбаме пред да одиме на такмичења. Значи такмичењата фали многу, што не се вршат припремите не се вршат преку целата година. Така би стекнале сигурно подобри резултати. Разочарана сум многу од тоа што традиционалноста на семејствата се наруши со самиот опстанок на младите. Мораат да заминат надвор од државата или во самата држава во други градови се иселуваат заради економски причини, што е најнормално. Со тоа се појави друг проблем. Старите остануваат скроз сами. Додека се двајцата, така може да се грижат еден за друг. Ама кога еден ќе остане, тогаш стварно има потреба од грижа за него. Затоа како заедница треба малце повеќе да се потрудиме да им помогнеме колку што можеме, да им го намалиме стресот од пензионерскиот живот. Тоа беше видеосторијата за Зоре, а ние продолжуваме со емисијата. Кажете ни, каква е, како Сдружение на пензионери, имате ли соработка со други институции, можеби со бизнис заедницата, можеби со невладини, можеби со други здруженија? Ние како Сдружение на пензионери пред се имаме одлична соработка со Црвениот крст Охрид. Значи заеднички со Црвен крст Охрид организираме разни предавања во просториите на Сдруженијето од областа на здравството. Значи, во тој смисол имаме одлична соработка и со одредени организации, а посебно аптеките, со Вија Фарм и со Зегин. Тие присуствуваат со своји членови, доктори, вработени во нивните организации и одржуваат одредени предавања и одредени мерења од областа на здравството. Например, шејќер се мери учество во организмот на витамини, минерали и остеопороза. Имавме сега во последно време едно такво мерење. Доаѓа многу пензионери да си го проверат своето здравје. Ако нешто им недостасува, тие им даваат совети како тоа да го надокнадат бесплатно. Можам да констатирам дека имаме и одлична соработка со општината Охрид и со општина Дебрца. Ова година имаме поддршка од општина Охрид и во програмата за култура, финансиска поддршка, и за програмата за култура и за програмата за спорт. Имаме финансиска поддршка и ние сме благодарни. Исто така имаме одлична соработка и со општината Дебрца. Во секоја година се организира традиционална средба на пензионерите од Дебрца. Тоа средба ја организираме во Оровник, во манастирот Света Петка, и градоначалникот на општина Дебрца ги покрива сите трошоци за превоз на пензионерите до манастирот и назад. Така да соработката и со едната општина и со другата општина, со оглед да ние сме здружени на двете општини, ни е одлична. Се надеваме дека во иднина и ќе ја зголемиме таа соработка по разни програми. Имаме соработка и со пред некое време воспоставивме добра соработка со Зоил Македонија Иншуранс груп. Тие сега се здружиле со Иншуранс од Аустрија, присуствува во нашата просторија и во здруженијето изразија желба да ни помогнат во одредени програми, така да се надевам дека и со нив ќе ја продолжиме соработката. А посебно соработка избратимени сме со Сдружение на пензионери од Аеродром Скопје и со Врање, со Сдруженијето на пензионери од Врање
и Сдруженијето на пензионери од Поградец и така одржуваме заеднички контакти за сите манифестации кои ги организираат тие здруженија. Сме поканети да присуствуваме и за сите манифестации кои ги организираме ние и покануваме со задоволство и ние и тие присуствуваме и разменуваме мислења за активностите на пензионерите. Морам да кажам само да не пропуштам дека во смисол на подобрување на состојбата на пензионерите преку клубот на пензионери и снабдуваме пензионерите со огромно дрво секоја година и доброто во тоа е што пензионерите им овозможуваме да ги плаќаат дрвото на рати. Ова година одлично оди снабдувањето и мислам дека тоа на време и ќе се заврши за сите пензионери. И тоа е од помош. Луѓето во третата доба. Имаме многу активни, споменавте, спортисти со одлични резултати и така натака. Може ли Милковски во тие години дополнително да се заработува? Некои имаат хоби, плетат. Дали може да се продаваат тие заработки? Дали може, ето, некои денари да се заработи плюс? Може да се мотивираат и повозрастните луѓе да заработуваат нешто? Кога кажав за придобивките од волонтерството, мислев и на тој фидбек. Така. Значи, кога си во група, во здружение, кога работиш, кога го трошиш времето за заеднички дел, ти и се само изградуваш, постојано во животот, оти постојано се учи. Така. И да, дел на луѓе кои што се ангажираат во волонтерски чинови и ангажман, дали е то рачна изработка на било какви, пошуејќи од, еве јас да спомнам, во сите години од украсни свеки до разни плетки, плетења, до разни чаши, украсување на чаши, значи разни активности кои што се веќе спроведуваат. Може да донесат така да приход. дел од старите лица веќе го пренесуваат и во семејство. Значи, не лично, не мора лично тој да заработи, него веќе се случува дел од семејството, некој веќе да го работи тоа и да заработува тоа. Апсолутно е така. Значи, таа е таа значајна вредност на овој придобивка, оти ние одиме на базари и тамо тоа што се прави е волонтерски, така ли? Тоа што ќе се заработат пари, тие пак одат за лицата на кои им треба помош, но не само за старите лица. Одат и за сите лица кои што се влезени во одредена евиденција на Црвениот крст, но и Црвениот крст соработува и со центрите за социјална работа и така натаму, локална самоуправа. Така да, апсолутно. И треба да се мотивираат и да заработуваат, не само да имаат хоби од тоа. И тоа се прави и токму, ќе го спомнам, тој дневен центар, значи, а нормално и кога би дошло до тој дом за стари лица, токму тие програми ќе бидат најважни. Така. Затоа што на крај ќе има и само финансирање. Така. Дел на програмски активности што ќе се спроведуваат само ќе се финансира приходи. Така. Перчо, дали се работи на подобрување на инфраструктурата и јавните услуги наменети за пензионерите? Како општината се залага на тоа поле? Во однос на тој дел, гледајќи ги оние проблеми кои што ги засегаат вклучително сите граѓани, а тоа е оној дел нели на тие на инфраструктурни па и на јавни услуги, пристапноста до одредени институции, транспортот, секако, значи сите оние работи кои што го олеснуваат нормалното функционирање. Конкретно ево последно нели со реконструкцијата нели на 7 ноември гледаме дека се изделува еден дел каде што нели
е посебно за пешачкиот дел, посебно Така. велосипедскиот дел, посебно нели за автомобилите, за самото движење, каде што нели се подобрува и безбедноста на самиот сообраќај. Делот на велосипедските патеки, делот на пристапноста до оние институции кои што ги имаме, вклучително нели и општината. Повторно тука ќе речам, соработуваме со различни здруженија и преку нивните проекти кои што нели аплицираат во одредени министерства, меѓутоа и во европските фондови. Го помагаме тој дел и обезбедуваме нели пристапност до одредени до самите нели институции. Така. Се ближиме на крајот од нашата емисија. Последно прашање за сите тројца. Васил, за вас е прашањето: кои се идните планови на Сдруженијето на пензионери за подобрување на животот на повозрастната популација? Идните планови се спроведување на сиве овие активности, вклучување активности што веќе ги набројав и вклучување на што поголем број на пензионери во нашите активности. Сите се добре дојдени, секогаш може да учествуваат во активностиве кои било тоа да е на спортски план или културен план, кои ги организираме. Потоа ќе се бориме, секогаш ќе се бориме за да обезбедиме повисока пензија, со тоа што ќе ги поставуваме тие барања секогаш до Сојузот на пензионери, до државните институции кои се одговорни за таа работа, затоа што ние како пензионери, работејќи по 40 години, сигурно заслужуваме и високи пензии за подобар живот. Ќе се трудиме и тоа во иднина можеби ќе бараме соработка од општината да ги подобриме условите во домот на пензионери, затоа што се доста лоши. Домот изгледа многу одамна и потребно му е одредено реновирање. Ќе се трудиме и тоа во иднина да го подобриме. Така. Тоа е тоа. Така. Милковски, од вас би сакала да слушам така една мотивација до сите. Зошто да се биде волонтер во клубот? Да ги мотивираме, можеби некој ќе сака да ви се придружи. Ќе одговорам, ќе кажам две работи сега. Два податока. Едниот е што ги видов сега. Едниот е една судијка во Америка, има 97 години и не сака да си оди. Сака уште да суди. Добро. Работи. А вчера видов дека владата на Македонија донесе одлука овие пилотите, кај што некогаш и лично сум бил вклучен во тој концептуален и развоен ангажман. Пилотите на овие авионите што ги користиме за гаснење на пожари, одлучија да се врата и да се ангажираат. И добро е што тие се способни, и добро е што можат, и добро е што еве како може да се наоѓа решение. Значи пак пензионерите, пак старите, значи секогаш може и во таа група светот го прави тоа. Мотивацијата е оваа сега. Светот го прави тоа. Знаете колку американците сега и запад. Знаете колку стари лица, пензионери им се овозможили изворедни истражувачки и други услови за ангажман. Така. За помош во разни сектори на ангажирање, па ангажирање и за развој. Така да капацитетот на волонтерот е непресушив. Затоа што е граден низ целиот живот. Тој капацитет, ако може да се развие, тоа Васко што го кажува, активно старење и така натаму, значи, но не само старење, активното е важно. Но и од другата страна, значи, мора да се препознава тоа. Ние имавме, морам да признавам, и се уште важи едно. Ојде во пензија, немојте така. И, значи, и општеството, државата, мора да ги препозна институциите. Дали е тоа безбедност, хуманитарен дел, технички, не знам што активности. Значи, треба се да се користи економија,
финанси и така натаму. Се може и треба да се искористи. И јас ги повикувам сега. Значи, на старите лица, ево ова што е граница и во нашите закони дадена над 65, тоа е граница и во меѓународните димензии, да се активираат, да се вклучаат, но и локалната власт, почнувајќи, значи, и од тој друг дел, да се препознава и да се користи максимално. Како што некои институции веќе, како што да ги пофалам сега и еве вас да ве пофалам, како што некои од јавниот дел, значи информативниот дел, од културолошкиот дел веќе го прават тоа. Така. Во интерес на времето мораме да скратиме. Перчо, верувам општината ќе превзема и натаму мерки и иницијативи, ќе дава поддршка на се поголемиот број на пензионери и возрастна популација, која што е дефинитивно тоа се случува во светски Највисоко гласачко тело. Општина Охрид. Имате последниот збор? Општина Охрид секогаш ќе ја дава поддршката. Имаме одлична соработка и со Сдруженијето на пензионери Охрид и Дебрца и со волонтерскиот клуб, да речам делот од клубот од Црвениот крст, и имаме до сега сме имале многу заеднички настани во различни програмски активности, она што претходно нели го имавме на инклузијата, на вклученост. Мислам дека ова година беа 20 ревијални игри, така? Мислам, ревијални игри на народни песни, игри ора, кои што ги нели ги имаме програмски поддржано како општина Охрид. Клубот за нега за стари лица пред Црвениот крст исто така со оние субвенции кои што ги имаме за курсевите за нега за луѓе, значи за обука, за добивање на лиценцата, тие ги имаме во програмските активности и се надевам дека и понатаму уште ќе продолжиме нови иницијативи кои што ево гледам произлегуваат од самите пензионери. Нормално тие се нашето искуство, нашето знаење. А и сите одиме натаму. И сите одиме натаму. Тоа е патот на сите. Добре, Тоа е патот на да ја сите. споиме енергијата со искуството. Така е. Посакувам поквалитетен, достоинствен живот на повозрастната популација, посакувам општината да ви дава поддршка, ви благодарам на издвоеното време. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието.